Добро вечер. Неколку пати во текот на летово, возејќи низ Скопје, мислев дека има пожар. А тоа не било пожар, туку чадот од Скопската железарница. Во време кога дојде ред да прашаме зошто тоа се случува во овој град и зошто илјадници луѓе дишат нечист воздух, одговорот беше дека можеби во 2014 ќе биде запрена работата на железарницата доколку не ги употреби потребните филтри. Во овој код направивме анкета, анализа, кој се е виновен за загадувачите, зошто е дозволено да имаме вакви фабрики токму во градот. Чад, како кафјар чад. Дим и на тераса доаѓа. Облак кој да е активирана некоја атомска бомба. Страотно е кога нема да има ветер. Например, кога пирка ветер го разнесува во автокоманда и во бутел, така што железара некако е поштедена, односно помалку се чувствуваат последиците. Она што ние го дишеме, уствари не знаеме тоа што е. Значи нешто што ги пече граѓаните, кога се движат тешко им е, штипање имаат по очите. Чад, магла, сиви облаци и мирис на гума. Граѓаните на автокоманда и железара со години вдишуваат штетни гасови. Многу често морам да се повлекувам дома, најчесто околу 18 часот и 30 минути, бидејќи воздухот е толку загаден, односно толку е со прав исполнет, што нема никакви услови за да се прошета детето. Прљавштина, нечистотија, магла, се чувствува колку сме болни, нели? Настинати, временско, нели, деновиве. Времето нон-стоп се менува, тоа сигурно има некое влијание. Чадот од железарскиот оџак го дишат сите скопјани, но најсилно го чувствуваат околните жители. Тоа е за граѓаните во железара, најизразено, граѓаните на местната заедница автокоманда и мислам дека најповеќе имавме повеќе од граѓаните од Бутел. Значи, тоа се тие граѓани кои во моментот кога тоа, значи над железара ќе се испушти тој облак, е нешто што го ние најповеќе осеќаме. Ваквата слика се повторувала во летните месеци секој ден во точно време. Најизразено било преку викендите и државните празници. На 18 часот и 30 минути можам да го навимам часовникот по тоа кога пуштаат они тој фамозен облак загадувачки. Пред државните празници, ова гледката што се гледа, значи црниот облак над железара, она што ние го дишеме, уствари не знаеме тоа што е. Значи нешто што ги пече граѓаните, кога се движат тешко им е, штипање имаат по очите, немаа каде да се обратат, значи кај кого во моментот да ги добијат правичните информации. Помеѓу чадот, маглата и частичките се движат сите деца кои растат тука. Зеленилото не помага, а парковите се неупотребливи. Како трпиме ние, трпат децата, трпат и градинките, тоа од мојата десна страна на некаде околу 700-800 метри се наоѓа градинката на наслаба железара, директно под оџаците, така што можете да замислите што се случува кога загадуваат фабриките во склопот на рудници и железарница. Ги пуштате ли децата тогаш да излагаат? Ова има среќа што не живее тука во оваа наслаба. Таа живее триангла мажери, па таму некако помалку се чувствува тоа нешто. Секој сака да ја промени оваа ситуација. Жителите на оваа населба се активни, потпишуваат петиции на социјалните мрежи и бараат средби со надлежните. Иницијатива за промена на нешто би требало од државните институции, поточно од државниот инспекторат при Министерството за животна средина, но со господинот кој што е таму главен не може да се стапи во контакт. Сите знаеме и петиции на интернет страни учествуваме, значи за да превземат нешто, ама нема. И тоа веќе година дена уназад. Доколку еве сега ви предложам петиција да потпишете, ќе потпишете? Не знам тоа, тоа треба сите таму, тоа мало сите што сме, не само ја и еден друг. Да ви кажам, мислено, што никого не може да се потпише таа работа, сите бегаат од одговорност, се плашат, не знам што. Сами од себе не дојдат. Според Светската здравствена организација, годишно на светско ниво има околу 2 милиони смртни случаи од загадување во воздухот. Во нашата држава, како последица на загадениот воздух, умираат околу 200 до 300 граѓани. Сдруженијата на граѓани се очекува да превземат терет на свој грб, да поттикнат, да разговараат, лобираат.
постои здружение во Железара, кое што всушност ги алармираше граѓаните во Железара за загадувањето. Поднесуваше представки до правобранител, до Министерство, до Инспекторатот за животна средина. Ние, коалицијата Екостав, подготви на анализа каде што може да видиме колку се доцни, тоа е всушност колку фирмите доцнат, колку всушност фирмите добро или квалитетно или неквалитетно ја подготвиле дозволата. Граѓаните во Република Македонија секојдневно се посвесни за тоа дека сакаат да имаат чиста животна средина и подобро здравје и реагираат, и ние секако преку нашите инспекторати на секоја жалба излегуваме и ги проверуваме состојбите. Мојот апел е само граѓаните да бидат спокојни, да веруваат во тоа дека сите наши чекори се базираат на закон, на добри анализи и дека секој биде во функција, секоја одлука се во функција на како крајен добар резултат да го имаат граѓаните. Граѓани, здруженија, институции, сите се влезени во оваа игра, на која крајот допрва треба да го видиме. Граѓаните го влечат најдебелиот крај. 2014 е пресудна година за решавање на овој проблем. Дали ќе има второ полувреме или не, останува да видиме. Министерот вели дека ќе биде решено, но кој ќе биде победникот? На жителите на Железара и на Автокоманда им останува само да чекаат. Се надеваат дека конечно ќе можат да здивнат и да дишат слободно, а нивните деца да растат во здрава животна средина. Како се чувствуваат луѓето кои живеат во околината на ваквите фабрики? Што превзема инспекторатот, Министерството, но и колку сме свесни ние? Дали имаме граѓанска иницијатива и акција да застанеме пред портите на фабриките? Пред немилоста на природата кога враќа заради нејзиното загадување клекнуваат сите, од сиромашни до најбогати. И најголемите парајлии не може да купат чист воздух и здравје, објаснуваат еколозите, но за бизнисмените на големите фабрики профитот е на прво место, екологијата е прескапа за нив. Тие со голема храброст зборуваат дека внимаваат на загадувањето, но никој не сака јавно да говори дали се плаши од она што го дише или за нив е посладок мирисот на парите. На црната листа на загадени градови, Скопје котира на високо како најзагаден град во Македонија. Место положбата на градот плюс големото загадување е причина граѓаните да се гушат во тешки метали. Економската криза ги застана еколошките стандарди кај големите загадувачи во Скопје и во другите градови во Македонија. Со голем оптимизам очекуваа дека до 2019 година ќе работат постаро, без потребните филтри за намалување на загадувањето. Владата соопшти дека до април 2014 година сите мора да ги исполнат еколошките стандарди за добивање на еколошка дозвола. На големите капацитети нема повеќе да им се прогледува низ прсти во загадувањето во име на спас на економијата. Побара од нас како надлежно министерство некои рокови да се пролонгира до април 2019. Меѓутоа, ние како министерство се консултиравме со повеќе државни институции, ги разгледавме сите аспекти, не само од аспект на животна средина, туку и другите аспекти. И на крај донесев мој заклучок, односно став на владина седница, дека овој рок не треба да се пролонгира. Но докторите велат, колку подоцна созрее свеста за екологија, толку бројките на болни деца од респираторни болести, срцеви, нервни, ќе биде поголема од направениот профит. Она што не убива и труе е толку ситно, што со око не можеме да го видиме, објаснува доктор Драган Ѓурговски. Најмногу на удар од тешката металургија се граѓаните во населбите, Автокоманда, Газибаба, Ново Лисиче и Аеродром.
тоа се посебно оние така наречени суспендирани честички, значи честички кои што имаат одредени димензии кои што се опасни по белите дробови бидејќи влегуваат до најмалите дишни патишта. Така да тие честички се оние капитални материи кои што го загадуваат воздухот, главни материи и секоја година, посебно во зимскиот период, без малку целиот зимски период, концентрациите на тие загадувачки материи на некои мерни места во Скопје, посебно тој е делот на Лисиче, централниот дел на градот, се постојано високи. Но сето ова не ги убедува големите загадувачи во економијата и политиката. Мора да зборувате на нивниот јазик, објаснува доктор Ѓорѓовски. Последното истражување на докторите со експерти од Светска банка објавија бројки поразителни за македонската економија. Проценката на Светска банка беше околу 200 до 300 милиони евра ние губиме годишно само заради последиците од аерозагадувањето, кои што се директни заради болничките трошоци на тие заболени, заради нивното отсуство од работа, значи намалена продуктивност и заради бројот на смртни случаи. 80-90% од таа некоја економска бројка во овие евра доваѓа од бројот на смртни случаи. Оваа бројка исто представува околу 3% од бруто домашниот производ на државата. Значи тоа е огромен економски товар. Многу земји членки на Европската унија ваквите бројки ги употребувале во заштита на нивните економии и екологија. Експертите апелираат да не се губи време на закани колку работници ќе бидат отпуштени од работа, туку да се размислува долгорочно. Бугарија мораше да голтне една таква кнедла да затвори еден енергетски огромен атомска централа која што не исполнуваше стандарди и беше опасно за самата држава која мора да ги почитува директивите и за околината. И тука тоа мораше да го направи. Словенија затвори неколку рудници, затоа што во моментот кога требаше да влезе во Европската унија, тие не ги задоволија перформансите кои што беа побарани. Инспекторите работат на терен, тврди министерот. Оние кои загадуваат може да добијат и кривична пријава, но кај нас се уште немало акредитирана лабораторија за точно да каже која фабрика со што загадува. Во Скопје има неколку капацитети, меѓутоа ние не можеме и да поднесуваме кривична пријава без конкретни аргументи. Затоа што за да поднесуваш таква пријава мора да биде издржана. Мора да имаш аргументи, мора да има акредитирана лабораторија или надлежна институција која со факти ќе покажува дека некоја компанија ги надминува вредностите. Ние како министерство имаме лабораторија која не е акредитирана за мерење на воздухот. Од големите фабрики во Скопје, Макстил се уште нема интегрирана дозвола за работа. Од екологија објаснуваа дека оваа фабрика има поднесено барање, но фабриката треба да стави нова хауба, што ќе го намали загадувањето, а овој систем фабриката ќе ја чини околу 17 милиони евра. Код се обиде да стапи во контакт со менаџерите на неколку компании, но никој не сакаше да зборува пред камера за рокот до април и тоа колку се свесни за екологијата и дали и тие се плашат за нивното здравје. Како министер за екологија некогаш гледаме и чат низ Скопје. Министерот Адеми верува дека во април менаџерите нема да дозвола да се затворат фабриките, иако за него ќе немало милост за никого. Најстрашна гледка за министерот била од неговиот прозорец од канцеларијата, кога ќе излегол на терасата и ќе погледнал кон железара. Тој по професија е металург, па точно знае што диши во секој земен здив. Сите треба да сватат дека инвестицијата во екологија не е трошок, туку е придобивка за нив, затоа што добиват зелени сертификати, меѓутоа добиват и во технолошкиот процес. Тие можат да вратат дел од емискиот состав на гасовите. Страв ли ви е за вашето здравје? Па јас не можам да кажам дека нормално секој граѓанин се плаши да живее покрај една инсталација која не исполнува никакви стандарди, затоа што тоа на некој начин дишиш воздух со помал квалитет. До април 85 фабрики треба да добијат интегрирани дозволи за работа. Само 45 металуршки капацитети имаат дозвола. Каде се граѓаните? Ке затропаат ли на портите на загадувачите? Што прават екологистите?
да се среди с кромитчето? Се е тешко, ама мора да се работи. Денеска средувате колкава количина? Колкава количина? Около 300 кила, 400. Зависи колку се бара, толку средуваме. Вкусен ли е кромидот? Много е вкусен. Со месо. Сезона на рано градинарско производство во Кавадаречко во Озарци. Земјоделците го берат, чистат и пакуваат младиот кромит. Бериките не го динава родот, кој го даде црвената почва, распослана помеѓу оджаците и депонијата со троска на Кавадаречки фени. Врз крупниот и вкусен млад кромит, како што велат земјоделците, не влијаеле ни црвената вода од реката, ниту чадот во воздухот и црвената прашина од фабричките печки во кои се топи фероникел. Овој млад кромит, спакуван во дрвени гајби, ќе се извезува за Хрватска, ќе се продава и на пазарот во Кавадарци, врзан во снопови. Ви прави ли проблем тоа што сте блиску до фени? Знаат ли хрвативе дека купуваат кромитче токму од оваа почва? Па знаат, они знаат дека е од два и викат дека не е штетно од фени, дека е штетно од Башино село, тамо од Велес, така. И луѓето испитано е тоа, почвата испитана и не е штетно. Оваа приказна ќе ја слушнете од земјоделците во Возарци, село со 300 куќи и околу 1500 жители. Тие ќе се обидат да ве уверат дека со тешки метали не се загадени селските ниви, кои се оддалечени околу 500 метри од металуршкиот гигант и неговата депонија. Но нивното мислење не го делат сите жители во селото. Во Возарци многу тешко се живее. Во Возарци не чине нити воздух, нити атмосфера, нити ништо. Фени сме загадени, што не може повеќе да биде. Депонијата не смета нас. И таа стално се буниме, викаме, ама на колку човек? Фен е надмоќен, ни градоначалник превзима мерки, ни никој. Независно што повеќеми намештани мислат исто, сепак немаа храброст да зборуваат во камера. Позади објективот се правдаа со тоа што лично или некој од семејството им бил вработен во фени. За солидната плата што ја заработувале во фабриката, одлучија да молчат и секако да продолжат да живеат во црвениот свет, составен од куќи обвиткани во црвена магла, со црвена прашина на керамидите, на прозорците, во дворовите, во градините, на нивите. Поради екзистенцијата ќе продолжале да ја гледаат црвената вода во реката, одлучија да молчат, додека децата им се будат со страв од димот од оджаците на фени и заспиваат со одблесокот од депонијата, што го создава троската од стопениот фероникел. Овој црн рид позади мене е депонијата на фени. Распослана е на 15 хектари површина. Во неа се складирани 8 милиони тони троска. Од фени велат, количината варирала, затоа што постојано имале откупувачи од Америка, кои доаѓале и ја откупувале троската, за од неа да произведуваат бетон и керамиди. Тоа што жителите немаат храброст да го сторат, го направивме ние. Отидовме во Фени со цел во името на 1500 жители на Возарци и уште неколку стотици од околните села да го слушнеме ставот на менаџерите. Бевме и градоначалникот на Кавадарци, еве што ги прашавме. Загадува ли Фени? Видите, како да ви кажам, Фени загадува од аспект на тоа што најпрво сакам да ви објаснам. Значи, Фени загадува толку колку што е дозволено, нели? Тоа е најбитното. Сигурно дека постои загадување од палењето на прачките, не па од еден голем гигант кој што беше гигант за југословенскиот простор, не за Македонија. Рисов и Панов живеат во Кавадарци заедно со уште околу 40.000 граѓани. Фени е 10 километри оддалечен од градот, а кавадарчани исто така зборуваат за црвена прашина низ улиците, на покривите и балконите, екстремно видлива во викенд. Загрижени се за здравјето на децата и внуците. Има ли загадување од фени? И тоа многу. Истото ќе дојде фени како што у Велес.
Па Фени загадува, али луѓето живеат па и од него. И како да погодиш, никако не може да погодиш. У Фени работат 1500 души. Тие сите, ако испушим, тоа ќе биде најголемо загадување. Град Фени е малку далеко од градот, али па има некоја тишина или навеќе. Најнормално најштетно се да прави проблеми, тачно е тоа, ама сега они си знаат големи там што треба да прават, ајде тачно е тоа, штетно е. Менаџерите на Фени велат дека кавадарци не го загадувале со тешки метали. Ризов тврди дека со еколошка инвестиција од 8 милиони евра, пари што топилницата ги вложила во еден електростатски филтер и го осовременила топењето на руда. Загадувањето со железо и никел е минимално, и тоа само околу Фени. Тој негира дека кавадаречката топилница загадува кога наместо рудата од домашните рудници во Ржаново ја топи увезената од Индонезија, Филипини, Грција, Турција и од Албанија. Сме обврзани да инсталираме уште еден филтер на првата линија. Од кога ќе го инсталираме, значи крајот на 2012 година, и другата линија ќе биде со тие новите нормативи, 30 мг на нормален метар кубен, и по тој основ, значи Фени нема да загадува. Фени целосно ќе оправда интегрираната еколошка дозвола за работа до 2012 година, ветува Ризов. Вели жителите на околните села ќе можеле да здивнат, бидејќи дотогаш кавадаречката топилница ќе инвестирала нови 6 милиони евра во втор електростатски филтер и во максимално современ процес на топење на руда. Во исто време Ризов демантира дека Фени си купува мир со парите што на општината ги дава за изградба на плоштад, на градска депонија, ги финансира спортските клубови и културните манифестации. Така мисли и градоначалникот Панов. За него финансиската помош од Фени била израз на добра волја. Општинскиот инспектор го следел загадувањето. Кој што со моето доаѓање беше вработен во локалната самоуправа за да делот на екологијата, делот на заштитата на животната средина го кадровски го покриеме и да не само овој тип на загадување, туку било каков друг тип кој што е од препаратите, од цинкарата во кавадарци, од неконтролираното палење на гранки, на лозовите гранки и така натаму. Државата во кавадарци ниту по 2,5 децении работа на Фени нема направено истражување за квалитетот на воздухот, водата и почвата. Експерти не го испитале ниту влијанието на тешките метали врз здравјето на граѓаните. Освен редовните анализи на седиментот во воздухот, Заводот за здравствена заштита не работи друго, оти нема атомски абсорбер, апарат кој ги мери концентрациите на тешки метали во воздухот, водата и почвата. Добра идеја таа да се снабдиме со посовремена апаратура, да можеме да ја следиме каква е состојбата со почвата, каква е состојбата со овие градинарски и лозови насади, дали има присуство на тешки метали. Работниците во Фени се здрави, немаат професионални болести, тврди доктор Илија Чирков. Овој специјалист по трудова медицина редовно го контролирал здравјето на работниците во топилницата. Единствено лани, универзитетските професори Стафилов и Боев ја испитале почвата во и околу градот, ама во нејзиниот состав пронашле само природно количество на железо и никел. Сосема случајно на ново изградениот плоштад во Кавадарци сретнавме еден ветеран во екологијата. Борис Давидов, пред 10 години со уште неколкумина граѓани основал еколошко друштво, сакајќи да развиваат еколошката свест по локалната заедница. Ентузијазмот одамна го нема, но има загадување на животната средина, вели Давидов. Ги избегнуваме често пати тие теми, не сакаме можда да се замериме или не знам од кои други причини и слично, мораме да седнеме со тие луѓе кои ствараат прашина, кои ги загадуваат водите, атмосферата воопште и така натаму, а такви ги имаме доста во градот. Еколошки молк. Вака граѓаните мислат за својот град во кој изгасна единственото еколошко друштво. До пред 5 години во оваа канцеларија функционираше или работеше еколошкото друштво во Кавадарци. Денес овде пишува дека ова е канцеларија на подрачна единица на Министерство за земјоделство.
Еколошкото друштво повеќе не функционира. На кавадарчани засега единствено им останува надежта дека државните институции будно ќе ги следат состојбите и дека нема да дозволат нова еколошка бомба во Македонија. Можеби овој код ќе ја поттикне не само свеста на инспекторите, туку и нашата граѓанската иницијатива. Ви благодариме што бевте со нас.